Почитувани граѓани, почитувана јавност. И денес, како и многу пати досега, на дело го гледаме лицемерието на ВМРО ДПМН. И денес, Христијан Мицковски и неговите следбеници ќе застанат во првите редови во одбрана на насилниците и криминалот. Денешните протести на ВМРО ДПМН не се протести ниту за правда, ниту за правечност. Тоа се протести на кои Мицковски и неговите следбеници повторно ќе ги бранат осудените насилници и ќе бараат нивна амнестија. Луѓето кои на 27 април насилно влегоа во собранието, луѓето кои се обидоа да убијат, да одземат човечки животи и да го загрозат уставниот поредок, ВМРО ДПМН денеска ги брани, нарекувајќи ги уставобранители. Луѓе кои посакуваат крв, посакуваат и планираат нечија смрт, посегнуваат по нечи живот, никогаш нема да бидат уставобранители. Тоа се насилници, што е потврдено и со правосилните судски пресуди. Колку ли се големи хипотеките на Мицковски, што мора постојано да брани насилници и криминалци? Колкав е партиско-политичкиот долг на ВМРО ДПМН, штом се во постојано заложниство на политиките на Мицковски? Но едно треба да им биде јасно. Дека нема да успеат да го одбранат криминалот и насилството. Нема да успеат да ја спречат правдата. Денес, за секој криминален и насилен чин следува одговорност. А одговорност ќе има и за организаторите на крвавиот четврток и тоа никој нема да го спречи. Благодарам.